Пријатели, добар ден и добро дојдовте во денешнава епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска одговарам на две прашања од двајца мои пријатели кои што се интересираат на тема алкохол, не дека се алкохоличари, туку чисто се прашања информативни кои што верувам дека на многу од вас ќе ви помогнат и ќе ве насочат можеби да разрешите некои дилеми. Иако алкохолот како тема го имам зборувано на неколку наврати во некои изминати епизоди, но во секој случај е убаво да повторуваме одредени работи или да дознаваме нови работи поврзани со оваа тема, така да за да не должам многу, ајде да погледнеме прво прашањето од Иле, па ќе се вратам назад со одговори подоцна и од Ана. Иле, друже, супер ти е прашањето и на место ти е и не знам дали затоа што ги знаеш работите или затоа што е коинциденција, но во секој случај ти ме прашуваш за трите практично најдобри алкохоли кои што јас би ти ги препорачал доколку алкохолот е дел од твојот животен стил, како што можеби е дел од мојот животен стил да неделно на крајот на денот, можеби ако 7 дена трае неделата, 5 од нив можат да завршат со чаша вино, пиво или виски. И практично тука фали уште еден алкохол кој што јас би го додала, тоа е вотката во која што се издвојува меѓу овие најдобри алкохоли, односно најнекалорични и најнепроблематични за дебелењето, затоа што не постои најдобар алкохол, бидејќи алкохолот доколку надминува 2 чаши за мажи и 1 чаша за жени на дневно ниво, и ако тоа преиде во континуитет е веќе проблем, но во секој случај ако ги гледаме калориски, најдобар алкохол ви се сувите бели вина, кои што имаат најмалку калории. Останатите алкохоли како пиво, да речеме, во една чаша варира, може да биде у просек е некаде 100-120 калории, но може да отиде и максимум до 200, во зависност од тоа какво пиво пиеш. Црвеното вино исто така варира со некои 100 до 120 калории по чаша, вотката е исто околу 100 калории, вискито е отприлика толку, значи се зависи од тоа каква е чистината на вискито, каква е чистината на вотката, но горе-доле варијациите се тие, така да овие алкохоли ти се практично и најдобрите алкохоли ако можеби постои стравот дека алкохолот ќе ме здебели, но како и да е, иако се можеби најнекалорични, ако тоа преминува над 2 чаши на дневно ниво или не знам, за викенд, петок и сабота, ако се 2 дена, но сепак се претера, онда џабе ја зборуваме оваа тема и веќе се што е претерано, мислам, ќе ги надмине калориите непотребни кои што треба да ги внесеш и ќе ти придонесе во дебелење. Така да тоа е мојот одговор по ова прашање. Се што е умерено во овие 4 алкохоли кои што ги спомнавме денеска е во ред и нема да те придонесе дебелење ако нормално твојот начин на живот е во другите аспекти среден, односно во добрата, редовната исхрана, во умерената физичка активност и пиење вода, во тој случај ќе имаш одличен баланс. Така да фала ти уште еднаш, се надам ти дав супер одговор. Ако и да е, одиме со следното прашање од Ана, па ќе се вратиме повторно назад за истата тема алкохол. Гошева, прашањето ти е добро, одговорот мислам дека го знаеш веќе самата и ти. Да, алкохолот ако е во континуитет и се претерува, нормално е дека ќе предизвикува проблеми со организмот, пред се ќе предизвикува проблеми со умор, затоа што ќе предизвика мамурлук следниот ден, ќе предизвикува послаба меморија, ќе предизвикува послаба концентрација, помала продукција за време на работа, учење или зависи во каде е твоето вложување на енергија во моментот најмногу, може да предизвика сообраќајни незгоди и така натаму, но она што јас го имам да го кажам како ризик фактори кои што постојат доколку се конзумира алкохол на редовно ниво,
неколку работи, неколку болести се може да се предизвикаат практично ако гледате научно и ако следите клинички испитувања, дури некаде 60 заболувања се поврзуваат со алкохол, односно се советува доколку имате една листа од 60 заболувања да го исклучите алкохолот од игра, затоа што едноставно прави проблем на организмот доколку се конзумира на редовно ниво и особено ако се претерува, а тоа го кажав и во претходното прашање дека ако е над 2 чаши на било каков алкохол за мажи или над 1 чаша за жени, на дол крок сигурно ќе направи проблем. Она што се најчестите проблеми кои што може да ги направи, ако зборуваме за сериозен алкохолизам, може да придонесе до цироза, што е сериозно заболување. Исто така може да направи оштетување на црвените крвни зрнца кои што го пренесуваат кислородот и при тоа да предизвика анемија, може да направи проблеми со кардиоваскуларниот систем, како инфаркти, може да направи проблем со висок крвен притисок, затоа што наштетува на вени и артерии, може да направи проблем па и со канцер, затоа што при конзумацијата на алкохол се создава едно соединение ацилдехид кој што е многу добро познат како стимулирач на развитокот на канцерогени клетки, така да дефинитивно со алкохолот и по прашањето на алкохолот може да направи проблем. Предпоставувам и си самата свесна дека може да направи проблем, затоа се што е во граници на умереност и на свест нема да ти направи проблем, но пак ќе кажам, ако во континуитет алкохолот е секојдневие, па дури и да е во оние граници на нормални количини, а при тоа да остатокот од начинот на живот не е баш во најдобар ред, веројатноста дека ќе се случи проблем е многу голема, дури во подоцнежна фаза, затоа што алкохолот влијае и врз мозокот. Исто така се поврзува и конзумацијата редовна на алкохол со Алцхајмеровата болест, што е исто така сериозно хронично заболување во овој век. Не знам колку ти одговорив на тоа што ти го бараше, али знам дека и си сама свесна по ова прашање. Како и да е, фала ви на двајцата што ја начнавте оваа тема, верувам ќе помогне на многу, особено на младата популација, затоа што младата популација најчесто алкохолот го користи како средство за забава, како средство за тргање од секојдневието, од стресот, од проблемите и тоа не е баш најдобра замена и покривање на моменталниот проблем со кој што може би се соочувате, така да најдете подобро решение, нешто што значи активен живот, одмор, попладневна дремка и така натаму за замена за алкохолот. Ја не сум човек кој што може би ќе ве натера тоа да го направите, но во секој случај може би некој од вас ќе успеам да барем поразлично го насочам да размислува. Тука завршувам за оваа тема, дечки. Фала ви уште еднаш за прашањата и ве охрабрувам и понатаму да поставувате прашања или користејќи го хаштагот или комуницирате ме приватно во порака. Се одјавувам овде, ви посакувам здрави животни навики, убав ден и ќе се видиме во следната епизода. Чао, чао.